Ваков убав лес одавна не сум видел. Дали може да почнеме? Можеме. Пред некој ден беше ден на дрвото. Не, чекај, не, тоа е друго дрво. Значи, колку веќе години тера ден на дрвото? Ја не знам, 100 милиони дрва засадивме. И што е резултатот? Што добивме? Воздухот е 600 пати позагаден. Зашо бе ние? Чекај малце! Зашто бе ние садиме дрва секоја година? Значи, вчера на ова прашање одговор даде вице-премиерот Владимир Мешевски, кој сега ќе ја повтори истата во живо. Господине Мешевски. Фала. Зошто ние садиме дрва, побогу, ве молам одговорете на гледачите. Загадувањето е резултат на повеќе фактори, но најголем удел во тоа има грејењето со дрва. Благодариме. И сега си викат што има ова врска. Па како што ова све објаснува? Значи сега ни е јасно. Ние не сме саделе дрва за да го чистат воздухот. Ден на дрвото е за да имаме со што да се грееме во иднина. За тоа ги садиме. Извинете, вице-премиер. Има логика, тоа се вековни македонски традиции, не може туку така да бидат избришани. Значи, прадедо ми се греел на дрва, дедо ми се греел на дрва, татко ми се греел на дрва. Ја на шо да се греем? На сонце? На сонце? Не! Бе, дрва бутај тоа, дрвата, ајде! И додека ние си ја садиме иднината, тоа си го садиме огревот, Црна Гора бере плодови. Црна Гора е последна од низата држави што не претркаа за влез во НАТО, а и не е само тоа. Им се подобрува економијата, креираат нови вработувања, сега ќе им дојдат нови европски фондови, но да не се разочаруваме луѓе. Значи не им е и на нив се така светло. Црна им е гората. Од светот, честитки за Марк Закерберг и за раѓањето на ќерка му. Како се вика? Браво, Макс, така се вика. Да, многу добро име за девојче. Воедно, жално е што ќе остави само 1% од акциите на Facebook. Навистина, жално е ќе остави само 1% од акциите на Facebook. Замислете, ќе може да купи само 99% од Македонија. Греота! Руската влада продолжува да ги заострува односите со Турција. Имено последно е што воведува економски санкции кон Анкара и има шанси реални Русија да престане да увезува турски производи, воопшто да престане. Рускиот народ ова го дочека со воодушевување, а запрашени зошто се радуваат толку многу, русите одговорија: нема веќе турска серија. Красив потек. Сергеј Самсоненко. Во домашните вести музичарите во Македонија се заканува дека ќе забранат емитување на македонска музика доколку не се исполнат нивните барања за правата на автори и изведувачи. Но не е така страшно. Иако еден на еден се согласува со вас, сепак не е така страшно, бидејќи ќе си направиме нова музика. Ќе земеме старата, ќе ја рециклираме, ќе промениме некои работи, ќе си направиме нови верзии што патем кажано ќе прилегаат повеќе на реалната ситуација. Еве, например, да почнеме од најпатриотската македонска песна во историјата. Песната Македонија, напишана од Хрват. Дадо Топич. Ама, знаете што? Како му викаше баба ми на дедо ми? Ако не си ја сработиш работата, Хрватот ќе ти ја сработи. Баба ми имаше швалер Хрват. Топич инаку многу интересен лик, за тие што не знаете. Има 103 години, таткото на Дадо Топич е најхрабриот човек во историјата. Да, значи, ова е факт. Ова е проверен факт, одете си на Google кај сакате. Дадо Топич, неговото вистинско име е Адолф и е роден во 1949 година. Значи, замислете како ментално храбар човек треба да си да родиш син и да го крстиш Адолф во 1949 во време на Информбиро, кога сите децата си ги викале Сталин или Тито. Како например се знае кој, како например Тито Петковски. Роден во истите тие години.
Види, Тито Петковски и Дадо Топич се родени можеби во слични години, но сепак стресовите во нивните животи биле знатно различни, што може да се види исто од приложеното. Мада Дадо се фарба, не знам. Кај бев? Новите песни. Да, новите верзии на старите песни. Значи, како би била новата верзија на Македонија, модернава верзија, би била Македонија ти пружа криза, криза и се. Криза и штрајк. А замислете па колку добра идеја би била за субвенционирана песна за подкревање на наталитетот Зете мили зет. Значи, таа во нова верзија би била 3 и зете мили зете, зете мили зете. Идеме, напред трето дете, зете мили зете. Редно ќе биде, ако има и една песна за сите експерти што се јавуваат на телевизија цело време секојдневно. За нив имаме песна од српско говорно подречје, бидејќи ние во Македонија си сакаме и по некоја српска музика. Например, за експертиве песната ќе биде Експерт си ми ти, таква сам и ја. Ај, нешто што не е политика. Ајде нешто што не е политика. Популарната песна од XXL од Евровизија. Се сеќаваме. Значи, таа плаче да ја препееме, ама да биде за македонска фудбалска репрезентација. Таа како би изгледало? Тоа би било нешто, например, 100% ги губам, 100% е да победам некој, јас немам намера. Или еве химната на молерите. Не ја знаеме? Химната на молерите. Од Калиопи, обоиме. Та, химната на молерите исто е и химна на Ивица Боцевски, by the way, обоиме. Значи, таа во новиот препев за денешни услови, воопшто не би се викала обоиме. Песната би одела Изгласај ме и пред се, ти земи лични карти со себе, гласај пратеници и председатели, изгласај се што ти нудиме, изгласај ме. Или па замислете Маријан Стојановски, кога би го преработиле за 2015. Што он нема да е повеќе ненаситен бил. У 2015 кај е Маријан Стојановски ненаситен? Он ќе биде невработен сумко дете. Удри тушче, пајаче. Плаќам цело време сметки онлайн и ми се насобираат листови. Дали може да ги фрлам кај човекот од Пакомак? Како не? Господине Мешевски. Остај ти тоа него. Имам влага у подрумот. Влага у подрумот? Влага у подрумот. Подрум, кујна, купатил, кај да имаш хидромал флекс од Адинг Баце. Хидромал флекс. Сепај! Нешто што треба да си го запомните. Савана не само што ве носи на најдобрите дочеци за 2016 со најубава организација, него за лето 2016 луѓе има нешто многу добро. Летување за 1 евро на ден. Проверете, 1 евро на ден лето 2016. Ајде сега нека звонат будалите. Барем фала Богу спасе го нема гајление. Сега можеме да си се јавуваме кај сакаме. Хало. Добро бе. Хало, кој е на телефон? Бутал. Што? Бутал ли? Кој? Бутал. Намалете го телевизорот, ве молам. Бутал ли? Бутел? Бутал ли? Зошто да е ова бутел, бе? Зашто ти е мртва атмосфера у студио, бе. Кој си, бе, ти ќе те најдам? Као се викаш? Ја кој сум? Као се викаш? Мите. Мите. Као се презиваш, бе? Дупев, Мите Дупев. Добре, као ме наоѓаат, бе, ја не знам вакви... Намалете фонијата во студио. Као ме наоѓаат вакви будали. Што прават? Вртат рандом броеви, вртат. Неме ко онака, што ќе им дојде, еве ја ќе вртам рандом број. Ајде да видам кој ќе ми се јави. Преку глава ми е дојдено од све. Ало, видете? Ало, здраво, ало.
Го добивте седиштето на илуминатите во Македонија. Доколку сакате да ви ги присушкуваме вашите разговори, притиснете 1. Доколку сакате да ги пуштиме во јавност вашите голи слики од Пехче во 2006 со она, притиснете 2. Доколку сакате да се ослободиме од сите што не ве сакаат, не притискајте ништо бидејќи никој не ве сака и вака и така. Доколку сакате да откриете кој го уби Ченто, притиснете 0. Кој го убил Ченто? Ние сме на рап на големо откритие. 0 беше, така? Ја го тепав Ченто. Спасе? 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 Спасе. Ти си губил Ченто. Еми кој ти да не го тепа? Зашто губи Спасе, бе? Зашто губи Ченто, бе? Даваше шолја, good nature. Спасе, имаш 3 шолји по баре кој Ѓоко и да те нема, веќе нема да звониш! Брако, Ѓури, Ѓури, се мој да не, нами господа.